Јас денеска го имам задоволството во студиото овој утрески брифинг да го започнеме со доктор Злате Мехмедовиќ, кој што од пред неколку дена е и портпарол на Министерството за здравство. Доктор Мехмедовиќ, добро утро. Добро утро, Сашо, ти благодарам на поканата. Не од пред неколку дена, од пред неколку часа, нема ни 24 часа од како става оваа функција. Добро, бидејќи ве објавија пред ден-два, па сега... Мислам дека се шпекулираше, вчера беше официјално објавено. Се работи за една, како да кажам, символична функција, во смисла на тоа дека вие не сте професионално ангажиран во Министерството, а патем биде речено да кажеме дека не сте ни платен за оваа функција. Токму така, значи се работи... Не знам и зошто се нарекува функција. Многу од луѓето... Зашто ќе ве гнјават новинарите сега секој ден. Тоа е обврска, тоа не е функција, тоа е сосема треба друг вокабулар да користиме. Меѓутоа, без разлика, се работи за сериозна позиција која што треба на некој начин да го подигне квалитетот на комуникација што го имаше Комисијата за заразни болести со јавноста. Мислам дека се дозволи премногу простор да се шпекулира со разни дезинформации во јавноста и тоа создаде една негативна атмосфера, особено помеѓу популацијата која што е повеќе на онаа страна да не се вакцинира и да не признава дека постои вирусот или да верува во одредени теории на заговор. За жал, голем број на аргументи кои што ни стоја на располагање. Зборам како луѓе кои што повеќе ја следат науката, отколку што ги следат таквите прикажувања на реалноста кои што се дезинформациони. Мислам дека тие податоци многу малку ги искористивме во изминатиот период и токму во поканата на министерот беше нотирано тоа дека треба да се зголеми комуникацијата за да се врати довербата кај граѓаните во институциите, во здравствениот систем и во тоа дека можеме да се справиме со пандемијата ако го водиме институционално целиот процес, а не ако го водиме на Facebook или на било која друга социјална мрежа каде што тие дезинформации навистина правија сериозна штета на ова што денеска го гледаме. Значи, резултатот на ова што денеска го гледаме како последица на тоа што таквите дезинформации овозможија да имаме многу низок процент на вакцинација и неверување во вирусот. Само еден секунд уште се задржиме и сите други членови на комисијата не се платени. Ова го кажувам како констатација, бидејќи гледам дека по социјални мрежи веќе има обвинувања дека некој се збогатил и направи големи пари од седење по овие тела. Се работи за стручност, советодавно тело на министерот, кое што во право сте во изминатиот период, малку и заради тоа што претходниот министар имаше една прилично, дури би рекол и добра продуктивна тактика во односите со јавноста, телото беше многу замолчено. Ние Караджовски не сме го виделе со месеци, можда и цела година, ако не и повеќе, да настапи каде било јавно и така, и тоа стварно предизвикуваше, а потоа се правеше еден политички контекст околу министерот за здравство, повеќе отколку здравствен контекст, ако смеам јас да дадам оценка. Доктор Мехмедовиќ, вие сте во јавноста познат по прилично тврди ставови околу вакцинацијата. Вие дури знам дека се залагате и за задолжителна вакцинација во некои од професиите и така натаму. Значи дека за тоа сте разговарале со министерот, дека таа политика ќе се обидете да ја промовирате или и самото министерство и така, или? Ја кога решив да бидам член на Комисијата за заразни болести, односно кога прифатив понудата од министерот и кога решив да бидам портпарол, односно гласноговорник на Комисијата, не поставив никакви услови да се разбереме. Немав ја лични разговори со министерот и да му ставам на маса кои се моите предлози и доколку тие мои цврсти, како што велите вие ставови, не бидат прифатени, дека нема да бидам член на Комисијата за заразни болести. Видите, аргументите се работа која што не треба да ја гледат индивидуално. Затоа во таа комисија која што сега е надградена, има голем број на нови членови, има се уште задоволителен број на стари членови кои што останаа во таа комисија. Очекувам да се развие сериозна дискусија и да се спротивстават многу аргументи во насока на тоа што треба да се прави па и во однос на вакцините и задолжителната вакцинација. Видете, мојот став кој што сега ќе треба да биде во склоп на се она што ќе го гледаме во Комисијата на заразни болести, произлегува од останатите држави, значи од останатите искуства, тоа не е став кој што јас го градам. Да, во текот на изминатиот период можевте често пати да го видите и мојот став за училиштето, можете да го видите и мојот став за вакцинацијата, за тоа како се шири вирусот, за тоа како треба да се следат варијантите, како треба да се контролира состојбата, што треба да биде фокусот на пандемијата. Секогаш сум бил за превентивите, многу помалку сум бил за клиничкиот третман на пациентите. Меѓутоа, повторно ќе кажам, тоа што го базирам врз основа на она што го гледам од искуството од другите земји, за некоја среќа стварно е така, можеме да видиме дека во останатите земји некако
прво таму проаѓа алфата, па проаѓа делтата, проаѓа омикронот и ги гледаме тие искуства, ги повлекуваме и ги адаптираме за наши услови. И врз основа на тие искуства стварно можете да создадете многу реална слика за тоа што се Во случува. различни земји се различни политиките. Во Грција, например, тоа уште потврдо, таму секој здравствен Треба да биде мора да биде, задолжителна но вакцина. британската влада вчера го повлече предлогот кој што требаше вчера денеска да се разговара за задолжителна вакцинација на здравствените работници. И тоа во Британија, каде што процентите на вакцинација се едни од највисоките во светот, би рекол дури. Па сепак, бидејќи по нивните проценки, добро, сега нивниот здравствен систем е огромен, меѓутоа имаат околу 7-80 вработени во здравствениот сектор, кои што некои одбиваат, а некои заради одредени компликации, здравствени и други причини не сакаат да се вакцинираат. Мислите ли дека задолжителната вакцинација барем на здравствените работници е нешто што и треба на Македонија? И колкав е впрочем сега процентот, дали го знаете, на вакцинирани здравствени работници? Не го знаеме сега во моментот точниот процент на вакцинирани. Мислам дека е многу мал бројот на оние кои што се невакцинирани. Ја спомнавте Англија. Англија е интересен пример, меѓутоа секоја земја си е засебна и има своји специфики и карактеристики врз основа на кои што се носат политики. Во Англија, пресметките од нивното здравствено тело NHS е дека колективниот имунитет е на ниво на 95%. Тоа значи дека луѓето или со прележување или со вакцинирање веќе во 95% од целокупната популација создале некаков имунитет. И сега за останатите 5% да правите задолжителна вакцинација, веројатно дека е малку нелогично. Можеби од тие причини е повлечен тој предлог. Имаше големи протести, имаше меѓу другото заканата е што ако на овие 70-80 луѓе им се забрани доаѓање на работа заради тоа што не се вакцинирани, потоа пак здравствениот систем без разлика колку е тој голем и колку оваа цифра се чини можеби процентуално мала од целиот систем, но ќе го доведе во уште потешка ситуација бидејќи пак притисокот врз болниците е голем. Секаде се тие математики, тие равенки некако се решаваат. Поентата меѓутоа видете, Англија има 60 милиони жители. Од тие 60 милиони жители, 0,01% да излезат на протест, тоа изгледа дека е нешто сериозно. Меѓутоа треба да кажеме, кога ќе ги земеме во глобала бројките, тогаш треба да видите каков е имунитетот помеѓу населението, за да знаете која мерка ќе ја примените. Земете Австрија за пример. Во Австрија 70% од целокупното население е вакцинирано. Од февруари почна со задолжителна вакцинација на целокупното население, не на здравствените работници. Се добива брза кон тоа да создаде колективен имунитет во краток временски период, затоа што овие варијанти не прегазија. И затоа што со текот на времето гледаме дека вакцините стануваат се помалку и помалку ефикасни во однос на тие варијанти. Да не заборавиме, овие вакцини се направени врз оригиналниот вухански сој, кој што е култивиран уште во јануари 2020 година. Поминаа 2 години, се променија голем број на варијанти на загриженост. Сите тие имаат генетски промени, се адаптираат да го избегнуваат имуниот систем и доколку сега не го фатиме овој последен воз, да направиме колективен имунитет преку вакцинирање, веројатно е дека може, се уште постои опасност да се појави нова варијанта на загриженост која што целосно ќе го заобиколува имунитетот и ќе дојдеме во ситуација да го стиснеме ресет копчето и да се вратиме на почетокот. А тоа значи јануари 2020 година, нови вакцини, нови лекови, прашање и лековите како ќе делуваат новите варијанти. Сега гледам да се одобруваат веќе лекови за кои се тврди дека се и поефикасни. Токму така, меѓутоа повторно тие лекови се дизајнирани врз основа на одредена генетска структура на вирус кој што го знаете. Во таа смисла сакам да ве прашам, еден мој пријател кој што е вакциниран со 2 кинески вакцини, неодамна прими третата Pfizer. Меѓутоа не сака да му ја впишат бидејќи се извинувам, и третата вакцина е кинеска, бидејќи во Србија тоа го направи и така натаму. Не сака да му ја впишат бидејќи наводно кај нас постои од Министерството некакво упатство до центрите за вакцинација да се прифаќа само трета вакцина Pfizer. Точно ги е тоа или не сепак? Не сум прв слушам за ваква информација, веројатно дека е некој индивидуален случај, многу мал број на граѓани веројатно и одат по Србија да се вакцинираат, тоа е по желба да нема. Ова е веројатно, тука е јасна причината, не сака да ги промени вакцините, првите 2 вакцини кои што ги примил со некоја трета вакцина и сака да има континуитет. Немаме официјална политика дека Pfizer само може да биде третата вакцина. Кај нас е тоа официјална политика дека Pfizer треба да биде трета вакцина и дека се бустира исклучиво со Pfizer. Видите, во другите земји можете да например, Соединетите американски држави имаат поинако искуство. Кај нив можете да бидете бустирани со Модерна или со Janssen, J&J вакцината, доколку сте ги примиле првите 2 од
тој производи тоа. Меѓутоа не мора да значи дека и мора да ги примете. Тие може да примете Pfizer доколку сакате. Ќе можете ли да ми објасните што е разликата, бидејќи и вчера се водеше една полемика и во Слободен печат во редакцијата, што е разликата помеѓу ова различно пријавување на починати во секој ден? Вчера имавме, не знам, 22 починати плюс уште десетина кои што биле починати во на мој термин од, не знам, 1 декември до не знам кога. Како се бројат починатите, како се констатира дека се од ковид и зошто не се прави една комплетна математика секојдневно? Што е разликата, не разбирам. Значи, ја немам детален увид во статистиките кои што ги води Министерството за здравство, како што ви кажав, ја не сум член во Министерството за здравство. Се работи за регистар на починати од ковид, кој што веројатно не е секојдневен, односно не е up to date во моментот кога ќе стиснете enter, туку дека има одредени кои што се пријавуваат подоцна согласно тој регистар кој што се води. Гледаме ова беа и од минатата година колку што Да, од минатата година има од пред 10 дена. Од крајот на Што значи декември. тоа, дека матичните лекари не ги пријавуваат навреме или таа статистика поинаку се прави, па не знам, потоа доаѓа Мислам дека се работи сумирање? за бирократија, мислам дека се работи за административен процес кој што треба да се регулира. Веројатно дека целокупниот систем и не е електронски и толку лесен за водење на евиденција, така да сите оние што дополнително се допишуваат, влегуваат во тој регистар малку подоцна. Знаете како во епидемиологијата во Македонија, во сите оние статистички мерки кои што се водат, една единица ви е најточна, тоа е морталитетот. Значи кога ќе починете, тоа е дефинитивно да не можете да го сокриете. Можете да се разболите да сокриете, можете да бидете вакцинирани и да сокриете, можете да бидете невакцинирани и да сокриете дека не сте вакцинирани, меѓутоа не може да покриете да го сокриете тоа дека сте починале. Така да во однос на тоа дека прецизно ќе добиеме евентуална бројка која што се однесува на морталитетот, тоа е повеќе од сигурно. Доктор Мехмедовиќ, сега ве прашувам едно прашање кој се провлекува долг период наназад. И уште со министрот Филипче сме се обидувале да го дискутираме и така натаму. Меѓутоа на тоа се давале секогаш, па јас дури би рекол и површни. Тоа е стапката на смртност од ковид во Македонија, една од највисоките во светот. Дали е тоа нешто што ќе се занимава? Дури има лекари кои тврдат, меѓу кои професор Пановски, кои што тврдат дека и не постојат протоколи кои што се јасни за лекување и така натаму. Има деманти на тоа, па некои велат дека има различни протоколи од различни клиники и тај не знам дали е тоа воопшто можно и дали така треба да биде, но ќе се позанимавали, сега веќе ве прашувам и како советник министрот, а и член на ова тело, ќе се позанимавате ли со проблемот зошто во Македонија има толкова смртност? Да, како член на оваа комисија кажа се дека имаме советодавна улога кај министерот, сериозно ќе се позанимаваме со оваа тема, загрижувачки се бројките. Она што можеме да кажеме е дека има некои статистики кои што ги водила претходната комисија за заразни болести, кои што сериозно ќе ги разгледаме, затоа што да, имаше манипулација со бројките, меѓутоа апсолутните бројки укажуваат на тоа дека сме негде помеѓу 6 и 7 место, не знам точно сега кој е, меѓутоа во првите 10 по број на смртност пер капита не сме да се оставува прашање непипнато. Комисијата за заразни болести ќе отвори веројатно посебна дискусија на тоа тело за да може да се разговара и за ова. Меѓу другото, тоа е сериозен проблем. И треба што поскоро да се разговара за истото. Дали мислите дека можеби за тоа треба да разговарат и, да речеме, лекарската комора, која што не е неопходно дел од државниот апарат, но е најстручното, предпоставка дека најстручното собир на медицински знаење и наука, па можеби медицинскиот факултет и така натаму. Бидејќи некако политиката се наметнува во сите области, многу од овие стручни, независни, експертски, научни тела не беа многу активни во овие 2 години. Едноставно, само политиката ги диктираше информацијата. Не е ли време малку да се разбуди, макар и со задоцнување стручниот? Оти гледате, вие бевте еден од погласните, има такви како вас уште 5-6 доктори, Кърам Бечаровски, Пановски не е секојаш на располагање, уште 2-3 епидемиолози. Листата се сведува на 5-6-7 луѓе кои што говорат јавно за ова. Другите си молчат. Не мислите дека е малку и до вашите колеги време да се пробудат? Кажав на почетокот, треба да ги вратиме довербата во институциите. И треба да се врати диалогот помеѓу институциите. Лекарската комора има своји ингеренции. Не верувам дека носењето на протоколи е во ингеренциите на лекарската комора. Тоа се прави во Министерството за здравство. Нели си има посебен закон, закон за здравствена заштита, како се носат упатствата за обезбедување на правилно лекување, третман на пациентот и така натаму. Комисијата за заразни болести може да разговара за протоколи кои што се однесуваат на заразни болести. Имате еден куп протоколи кои што се однесуваат и на незаразни болести, не е само на заразни болести. Така да имаме упатства за
лекување на одредени болести, треба да се размисли за тоа што ќе се направи со овие упатства и да ги видиме какви се упатствата кои што досега се донесени. Веројатно дека постои проблем и во комуницирањето на тие упатства, како се дисеминирани, на кој начин се дадени, кои се обврските кои што произлегуваат од тие упатства кои што се донесени. Веројатно има многу аспекти кои што треба да се разгледат во насока на тоа. Упатствата и протоколите, знаете како протокол беше премногу често користен збор во изминатиот период. Ја сега повеќе сакам да ги користам зборовите како што се упатства или медицина базирана на докази. Ако знаете дека имате нешто... Мислите дека протокол е претврд збор? Дека Не, напротив, и во нашата легислатива е така дефинирано како упатство за практикување на медицина базирана на докази. Значи не се користи протокол, бидејќи протокол може да биде и формално, може да биде и задолжително. Нешто што не можете точно да го дефинирате. Меѓутоа, упатството кое што е законски пропишано, тоа навистина ве обврзува да се придржувате до нешто што е донесено со таков правилник, со таков закон и не можете тоа толку лесно да го негирате. За крај да ве прашам, знам дека сте 10 на часа функцијава, но макар и искуствено ве прашувам, не мора да ми одговорите врз основа на тоа дали сте проверили во Министерството и така, каква е состојбата со оптовареноста на болниците? Вие во декември се залагавте за затварање на модуларните болници, тие предпоставувам дека се подготвени да се отворат ако нешто ескалира и така натаму. Во овој момент, макар и искуствено од колегите, има голем притисок врз болниците до таму да мора да се размислува повторно за отворање на модуларните оделенија? Притисокот е сериозен. Се прават навистина големи напори за да се изменаџира состојбата и да не се остави ниту еден пациент без да добие здравствена заштита и тоа за сега успева. Можеме да кажеме дека ситуацијата е многу сериозна, но е се уште под контрола. Модуларните болници ќе бидат веројатно последната опција која што ќе се размислува да се отвора, меѓутоа веројатно тука одлуката на министерот последно. Она што ние можеме да го кажеме како членови од комисијата и она што го имавме во нашите меѓусебни разговори е дека навистина треба да се ангажираат први оние капацитети во клиниките кои што можат да ги дадат овие услуги без да има засегање на редовната тековната работа која што оние даваат. И тоа е до сега пракса. Мислам дека кардиологија вчера, односно дел од кардиологија се отвори за да биде дополнителен ковид центар и тоа ќе биде праксата која што беше практикувана во изминативе 7 дена, веројатно дека ќе биде и во наредниот период. Се надевам дека нема да дојдеме до ситуација да мораме да ги искористиме сите капацитети што не се на располагање, затоа што не е само до физичките капацитети, до болничките кревети или до модуларните болници. Да се разбереме, ние за модуларните болници, ја и на времето кога зборував дека треба да се затворат, мора да го признаеме тоа, кажав дека тие се многу битен елемент од здравствениот систем кој што дозволија да имаме еден дополнителен капацитет кој што ни е ставен на располагање. Меѓутоа, мора да бидат безбедни и веројатно дека сега мора што побрзо да се види истрагата за да се види докаде е сето тоа. Без разлика на тоа. Вториот клучен елемент кој што ни е многу битен за да може да функционираат тие модуларни болници е персоналот. Не заборавајте дека се наоѓаме во пикот на пандемијата и мислам дека се уште овој пик расти, дека ќе потрае некое време, кога имаме голем број на заразени или изолирани здравствени работници. И многу е тешко да организирате работен процес во една ваква ситуација. Персоналот е многу поголем предизвик отколку просторот, односно болничкиот кревет кој што треба да го најдете, затоа што тоа лечи, не лечи креветот. Така е. Секогаш е персоналот важен. Доктор Мехмедовиќ, ја имам колешката Елизабета Спасеновска на линк која ќе разговара со министрот за образование и наука, господинот Јето Шакири, но пред да се одјавиме да ве прашам, дали сте лично вие за носење маски на децата во училиштата? Бидејќи претпоставам дека колешката Елизабета и за тоа ќе разговара Секако имавме дискусија на една стручна расправа што организираше Меѓеши. И таму јасно си го кажав мојот став дека децата треба да носат маски на училиште, да се минимизира опасноста од пренесување на вирусот помеѓу децата. Тоа се препораки кои што не ги давам ја, не ги давам паушално, тоа се препораки на Светската здравствена организација, децата од 6 години нагоре да носат. Порадикален став има дури CDC, од 2 години нагоре да носат. Докажани се како безбедни, Американската академија на педијатри тоа го има потврдено, има докажано дека нема никаква хипоксија, нема никакво создавање на дополнителен јаглерод диоксид во крвта. Освен анксиозност веројатно кај децата. Па и тоа не е докажано дека е веројатно, затоа што нели се сметаше дека го нарушуваат начинот на комуникација на децата, дека не препознаваат емоции, меѓутоа има студии за тоа дека доколку носите наочари за сонце, не значи дека не покажувате емоции, имате насмевка, имате глас, многу работи врзуваат за емоциите и тоа беше демантирано како такво. Злате Мехметовиќ, доктор Злате Мехметовиќ, благодарам.